Сајтот кој вчера го промовираше Министерката за финансии купувам-домашно.gov.mk и денеска не е достапен за граѓаните. Час паѓа, час станува, но никако да се отвори да се види кои се оние 325.000 лица кои ќе добијат платежна картичка за купување домашни производи. Покрај овој проблем се пролонгира и рокот, па сега граѓаните нема да ги добијат картичките на 3 јули како што беше најавено туку на 18 јули. Парите пак ќе може да ги потрошат до 15 август. За дел од експертите одложувањето на картичките е знак дека се купува време и се темпира тие да се воведат пред избори, што представува класичен предизборен подкуп и манипулација со граѓаните. Ова представува еден обид за манипулација на македонската јавност пред избори, отколку реална и вистинска поддршка во делот на справување со економските последици од кризата. Но на што исто така е загрижувачки е тоа што целите кои што владата ги најави практично со оваа мерка едноставно се тешко остварливи. Прво во смисла дека владата ја образложи оваа мерка со фактот дека едноставно заради падот на финалната потрошувачка на домакинствата предизвикана од кризата, ова ќе биде на некој начин компензација за истата. Критичарите се сомневаат дека помошта се темпира со датум за избори и не била ниту малку издржана. Ова мерка за стимулирање на финалната потрошувачка на домакинствата не е добро обмислена, временски е навистина спорна во делот на тоа дека не очекува тој предизборен период и на крајот на денот мислам дека нема да има некои посериозни позитивни ефекти во насока на справување со кризата. Инаку картичките ги работат две банки, а граѓаните на сајтот преку матичниот број може да се информираат кога ќе ја добијат картичката и дали од дома или од банка. На списокот се речиси 114.000 активни невработени и социјалци кои ќе добијат по 9.000 денари. По 3.000 ќе добијат над 117.000 вработени со приход помал од 15.000 денари месечно. Исто по 3.000 денари ќе добијат и околу 87.000 средношколци и студенти, а картичка со 40% од последната нето плата ќе добијат и речиси 4.400 здравствени работници вклучени во борбата со пандемијата.